Граѓаните не заслужуваат да плаќаат поскапа струја, посебно не во ек на криза кога цените на енергенсите заминале до плафон. Ова е ставот на дел од економистите откако регулаторот ја објави новата цена на струјата. Трошоците ќе растат и во иднина, вели Абил Бауш, и затоа секое поскапување е очекувано, но тоа не sme да падне врз грбот на јонако сиромашениот граѓанин. Според него, иако струјата поевтинува, сепак таа ќе биде поскапа, оти на цената се додава плюс мрежарината. Од една страна ќе имате зголемување на цените на струјата, но исто така ќе имате во се зголемување на тие енергенци. Ние за жал тие кризи кои ги имавме со енергетската криза, со зинџирот на снабдување на храна и со ковидот, и се остануваме ние да ја гледаме ситуацијата онака како што оди краткорочно. Добра влада, уште една реков, ќе штеди, инвестира, ама тоа го прави на долгорочен план. Дека и во иднина ќе плаќаме повисоки сметки за струја, алармира и енергетскиот експерт Константин Димитров. Тој за Алфа рече дека тоа е поради што државата го преспала периодов, наместо сериозно да вложи во енергетски капацитети. Пред некој месец кога прашува медиумите како ќе ја поминеме оваа зима, ја реков многу би било добро да е топло како што е денеска вака, да не дојде малку постудено и висиме на јадица на регбитола. Басната за штуретот и мравките да не ја раскажуваме. Овдека не е само за едно лето, за многу лета кога не се работи, не се обезбедува сето тоа. Регулаторот објави дека новиот надоместок за пренос и дистрибуција ќе чини 200 денари. Според наши пресметки, најштедливите кои влегуваат во вториот блок ќе добиваат сметка за 100 денари повисока струја. Владата ова го оправда со игра на зборови, но со останатите додатоци излегува дека сметките за струја на оние кои штедат по Нова година ќе бидат или исти или пак минимално зголемени. Според Евана, околу 10.000 домаќинства кои преминале од вториот во третиот блок ги очекува поскапа зима. Но колку се плаќа во земјава во споредба со регионот? Босна и Херцеговина е земја со поевтин киловат од Македонија, а за потрошени 400 киловати сметката изнесува 28,3 евра, односно на 10 евра помалку во споредба со Македонија. И соседна Србија плаќа слично како Македонија, или околу 40 евра месечно за 400 киловати. Хрватска е земја со поскап киловат час од Македонија, а во Словенија се плаќа најскапо. Тамошниот пазар е целосно либерализиран и има дури 5 компании со лиценци за снабдувачи.